врска со јавната реакција на адвокатката Коцевска, еве сега можеме јавно да и се обратиме и да кажеме дека тврдењата не и се основани. Кога јавно зборувате за сочувство и емпатија, кој досега сте ги имале кон нас, родителите, мораме да ве подсетиме на вашите собствени зборови, изговорени пред луѓе кои ги изгубија своите деца. На судењето рековте, цитираме буквално се, дека обвинетиот требало да одговара за небрежност, а не за тешки дела, дека немал свест за обврските. И најболната реченица која не упативте, за вас тоа е монструм, а за мене е обичен човек. Тоа вие го кажавте лично пред нас родителите кои ги погреба своите деца. Тоа не е емпатија, тоа е суровост. Ако сега тврдите дека вашиот лик бил злоупотребуван во небулозна форма, тоа тврдење не е само нетошно, тоа е потценување на нашата интелигенција. Како прво, на постерот не се препознавате само вие, се препознава и многу други лица кои имаа физички сличност со ликот, но никој од нив не реагираше. Нито отолкуваше пораката како напад. Единствено вие, адвокатке Коцевска, излеговте со тврдења дека сте биле лично засегната. А зошто? Ние семејствата не ве ни спомнавме. Ние семејствата не ве нападнавме. Ние семејствата се бориме за вистината и за изгубените животи на нашите најмили. Ние организираме марш, тивок, достоинствен чин за луѓе кои бараат правда. Не штрајк како вас, како што велите, не напад кон вас, а најмалку повик против адвокатурата. Свесни сме и го почитуваме значењето на адвокатурата во остварување на правдата, тешко и остварено начело дека секој човек има право на одбрана, па дури и оној обвинет за тешки кривични дела. Токму затоа очекуваме одговорност, професионалност и почит код болката и траумата на семејствата. И искрено како човек кој се нарекува интелектуалец, би требало барем да разликувате таа елементарна разлика. Таквата ваша изјава е чиста небулоза извадена од реалноста. А ако веќе зборувате за углед, да бидеме јасни, на угледот на правната заедница не и штетат родителите кои барат вистинска правда и одговорност што им следува, туку му штети обидот од ваша страна да прикажете лице кое според обвинението и сите досега познати факти и докази стои во центарот на еден нелегален, небезбеден и финансиски нерегулиран објект. Лице кое поради профит ги игнорирал сите безбедности стандарди. Лице кое заобиколувало законски пат преку мито и корупција, а истото тоа лице ви го представува како човек што немал свест. Што значи вие прикажувате дека лицето не било свесно со своето однесување, прекршува правило, создава ризик и извршило дело кое што може да предизвика штета. Дали бевте свесни толку колку е сурово од вас родителите, од нас родителите за кои таа вечер децата и беа изгорени, пеплосани, задушени, згмечени и отровени. Ние бараме одговорност, бараме вистинска правда за нашите деца. И нема да дозволиме вистината да се разводнува со небулози, спинови, префрлање вина врз семејствата кои изгубија најмногу. Благодарам.